сакам малку да ве поврзам со следната тема. Ивана, имаме веќе на линк. Ова е диаметрално спротивна тема од ова за кој што зборуваме. Се враќаме на овоземните материјални нешта, но сепак секој треба си пронајде страст, љубов кон нешто, хоби да го направи среќен. Ивана ќе ни најави новогодишен собир на олдтаймери. Па да ве прашам, мене лично, да си го кажам без да ме прашате, бубата според мене е убедливо најбавиот дизајн. И Фичо, кој ќе го видам, се растопувам како мало детенце, мало кученце, кој ќе... Да. Кои се вашите омилени олдтаймери? Па, мене ми е Мини Морисот. Мини да. Морисот и Фичото го сакам многу, ме подсетува на едно време од моето најрано детство. Бубата е evergreen. Нема конкуренција, не знам за Дана. Да, се сложувам за бубата. Нели? Да. Сепе, ете, и женско штомка, трите се согласивме за бубата. Се надевам, не знам, ќе видиме што материјали има, дека ќе видиме и некоја буба. Ајде, Ивана веќе е подготвена да не ја држиме. Ивана, добро утро. Добро утро, Искра, до тебе, до сите наши гледачи. Ќе го израдувате, мислам го израдувавте секако и нашиот денешен соговорник утрински, Тиберие, кој што и тоа како голем фан и љубител на бубите. Па токму утре, 23 декември, ќе се одржи тој собир на олдтаймери, односно новогодишен собир на олдтаймери, 5-та година поред. Од овде ќе почнем, токму од ова место каде што се наоѓаме ние ова утро пред Скопската зоолошка градина. Тиберие Киријас, председателот на Буба клуб Македонија, ова утро ќе ни ги каже сите детали поврзани за тоа што се ќе може да се види на утрешниот настан. Тиберие, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро, Ивана. 5-та година поред го организирате новогодишното дефиле, кое што секогаш е пред нова година, во овие предновогодишни денови, во овој период од годината, иако постоите веќе како клуб 13 години, но како настана идејата за новогодишното дефиле? Идејата за новогодишното дефиле настана кога еден колега донесе многу убави лед сијалички со тенка жичка на батери. И тоа беше многу убаво што немаше потреба да ги поврзуваме на акумулаторот на колата, беше многу едноставно. И од тогаш ни дојде идејата да ги накитиме бубите по контурите на автомобилот и да се собереме во што поголем број од членовите за пред нова година и да направиме едно дефиле. Со дефилето сакаме да ги извозиме колите, ние да се ги провозиме и да ги изредуваме граѓаните кои кога ќе ги видат овие накитени буби со сијалички како ноќно време светкаат и некои други орнаменти новогодишни, привлекуваме внимание и насмевки. И многу им интересно кога ќе не видат и децата, поготово да реагираат и возрастните граѓани. Така да една убав чин е тоа да пред нова година да испратиме старта година да чекаме новата и ни влезе во календарот на настани, па така да тоа е последниот 4-ти настан што го има официјално во клубот, кај што организираме собир, новогодишен собир. Така, 5-та година поред, едно мини јубилејче имате оваа година. Утре од овде стартувате од пред Скопската зоолошка градина, 17 часот и 30 минути. Каде ќе се движите, како е дестинацијата на движење и што предвидува целиот настан? Да. На оваа локација ќе се чекаме во сабота на 23 декември во 17:15 минути, за да во 17:30 тргнеме. Ќе дојдат исто така нашите пријатели колеги од Peugeot 404 Македонија, од Gentleman's Cruise Скопје, од новиот формираниот кумановски клуб Олдтаймер Витези и ќе има представници од љубители на Classic Mini, како што разбрав вчера, и ќе тргнеме по трасата Пулинтенска на кај Влада, па ќе свртиме после Влада кај према поштата, па кај Палома Бјанка ќе свртиме лево за да поминеме низ Рекорд да поминеме, па преку Собрание и ќе свртиме кај лево кај Олимписки базен. Од таму ќе се упатиме преку Железничка по булеварот до крај на аеродром
после Бистер Трговскиот, тоест булевар Србија, ќе свртиме полукружно за преку Капитол, нели, мол, да се вратиме назад до Железничка и тука од позади уличките на Пролет населба да влеземе во Веро Џамбо, Веро центар, трговскиот центар и ги паркираме колите едно до друго во надворешниот паркинг кој гледа према Народна банка. Да, убава и голема дестинација сте одбрале, така што ќе уживаат утре скопјани сите оние кои што ќе бидат низ скопските градски улици утре во тој период, но сите оние што нема да бидат ќе можат да дојдат во Веро центар до 21 часот ќе бидат колите, односно олтајмерите изложени таму. Да, така, од 6 официјално до 21 часот ќе бидеме паркирани. Ќе имаме музика некоја во позадина новогодишна, ќе имаме чај, грицки, сокчиња за децата, така да верувам ќе биде убав настан, да не послуши времето да биде убаво, стабилно и мислам ќе се поминеме убаво. И граѓаните што ќе дојдат во тој момент, мислам дека ќе бидат доста равнодушни на убавината и шармот што овие олтајмер коли кои ги чуваме и гледаме со многу голема љубов. Ќе ми остави впечаток. Да, бубите мислам дека на поголем број од луѓето, ви количката Искра спомена дека е омилена кола, нели, од омилено возило од постарите, односно од олтајмерите, и јас се согласувам со тоа. Вие возите 56 годишна буба, односно поседувате ваше во наследство од дедо и од тато. Како е да се вози 56 годишен стар автомобил? Да, па ја велам дека е како временска машина, пошто ме враќа во времето кога колите биле многу поедноставни. Оваа кола фабрички нема безбедносни појаси, нема 4 мигавци на пример, нема сервоволан, нема клима, нема многу комодитети, али има шарм, има многу убав звук на моторот што го дава и мирисбата во кабината е специфична за бубата, исто како за 100 кецот, на пример, и југото што има специфична мирисба. И едноставно се уживам да ја возам било каде. Значи оваа кола и ми е многу драга, пошто нели ево наследство и има сентиментална вредност за мене. Па се надевам дека еден ден и моите деца ќе ја возат. Да, доколку им се роди нели нив ваква љубов да се ја преземат од таткото, но нема автомобил, нели старите возила, но летово бевте во Атина и до Кефалонија. Како беше да се помине тој пат? Да. Пошто ми е голем кеф и возбуда да возам автомобилот на токави релации, не ми представува воопшто проблем. Ако е топло, нели имат од страна прозорчиња кои се отвараат, имам и сончев покрив кој можам да го отворам. Значи, некој ќе мисли дека многу е топло, но дека е од целата од метал, нема некои елементи, да речеме, кои примаат и оддаваат топлина толку многу, така да не е проблем да се пропатува токави километри и исто така многу убаво кога ќе видат некои луѓе нешто ја приметуваат, го приметуваат возилото дека е реставрирано и одржувано и ќе не поздрават, ќе ни свирнат, ќе ни мафнат, така и представува на вистина едно задоволство и не ми е мака да променам голема километража со било каде во регионот, па се надам дека оваа година, следната година ќе направиме на тура со колегите од другите олтајмерски клубови од Србија и од Албанија, ќе направиме на тура која ќе биде Србија, Македонија и Албанија, ќе заврши 7-дневна тура. Тоа што ќе помине многу километри, но ќе видиме, чекаме, работиме на тоа да се реализира таа тура. Така, со Господ напред, нели ќе се реализира, ви посакувам нели да си ги имате сите оние замислени дестинации кои што сакате да ги видите, каде што сакате да учествувате на сите настани, нели кога станува збор за олтајмерите. Вашата буба е 56 годишна, но која е најстарата буба во вашиот клуб? До пред некој време беше мојата буба, но имаме нов колега пред година и пол, кај што неговата исто од 67 година, но неколку месеци постара. Така да он ми го презема приматот и драго ми што го имаме како член, има прекрасна буба, сочувана, реставрирана од него. Од самиот човек си ја реставрира, многу е убава, така да за сега таа е најстарата буба, а иначе во Македонија знам дека има и постари буби. Некои се во возна состојба, а некои ги реставрираат. Па едва чекам да ги видам на улиците низ државата.
Да, и секако сите утре со нетрпение мислам дека го очекуваме овој настан кој што навистина ќе заблиски, ќе го направи Скопје малце повеќе магично и еуфорично на една недела нели пред самиот почеток на новата година. Тиберија ви посакувам многу успеси, успешен настан и ги покануваме нели сите утре да бидат дел од настанот, да дојдат пред Веро центар и да ги видат вашите новогодишни олтајмери. Благодарам, Ивана, многу. Среќни новогодишни празници. Така веќе ги поканиме сите љубители на олтајмерите на вистина. Скопје утре верувам дека ќе биде магично и ќе почнеме да ја чувствуваме нели она еуфорија веќе пред новогодишна со овие украсени стари автомобили. Стартот е од овде 17 часот и 30 минути од пред Скопската зоолошка градина. Тиберија ги спомена улиците каде што ќе се движат. За подоцна веќе од 18 часот возилата олтајмерите ќе бидат паркирани пред Веро центар на паркингот каде што до 21 часот сите љубители ќе имаат можност да ја видат. Ние ова утро не ја видовме бубата на Тиберија затоа што нели мора да биде чиста за утре и да биде добро украсена, така што утре за тоа ве покануваме сите да бидете дел од овој настан. Ивана, ти благодарам тебе, особено големо благодарам да му пренесеш на твојот соговорник. Многу сакам да ја видам неговата буба, затоа што е постара дури од мене, си најдов нешто постаро од мене, и да му пренесеш дека неговата мисија да има насмеани луѓе веќе се оствари. Овде во телевизијата сите се насмеавме кога ги видовме, кога веќе градот не ни е накитен како што треба, еве барем утре дефилето да го направи тоа. Возилата ќе бидат.